I would like to thank everyone for joining us today, especially in this weather. As a Palestinian, I am very grateful that you came here today to support Palestine and show solidarity with Palestinians. This really means a lot to us. I came from the West Bank in Palestine, and I have seen how difficult it is to live under occupation and under apartheid, where you don't have and you don't get your basic human rights. I visited Palestine this year, and I could see a huge difference between living here and living in the West Bank. Because here you can move freely, go anywhere you want without getting bothered by anyone. While in Palestine, we struggle to visit our own villages and move between our cities because there are Israeli checkpoints everywhere. And they check everything every time, where are you going? And as Palestinians, we are always like suspects and a threat to them. While if you were like an Israeli settler, you can move freely wherever you want, however you want, you can access and do whatever you want. No one will stop you. So living as a Palestinian is very difficult, of course. So supporting Palestinians really means a lot to all Palestinians everywhere. And talking about Palestine is the first step towards liberation. So thanks again for coming and joining us here today, and free Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Thanks. Thank you. Другари и другарки, се наоѓаме денеска пред скулптурата Симфонија на мирот на плоштадот Слобода во Скопје. Оваа скулптура е откриена во 2005 година во знак на сеќавање на жртви на Холокаустот. Самиот нејзин автор Томе Серафимовски некаде прочитав дека има изјавено дека оваа скулптура е антитеза на војната и на сето безумие што таа со себе го носи. Е антитеза на сите страдања, на смртта, на стравот и на прогонствата и на сите оние состојби на кои што на човекот му се недостојни во моментот кога човечноста е поразена. А денеска мора да кажеме дека човечноста е и повеќе од поразена. Скоро 20 години подоцна од како што оваа скулптура во сеќавање на жртвите на Холокаустот беше откриена, сведоци сме на она што се случува во Газа, сведоци сме на она што луѓето во Газа го трпат. Значи повеќе од 45.000 жртви, повеќе од 150.000 повредени, осакатени луѓе, од кои што 70%, односно над 70% се жени и деца, односно цивили. Значи ние тука дојдовме денеска да го осудиме Холокаустот, да ги осудиме сите Холокаусти, сите геноциди, сите етнички чистења, сите неправди кои што се случиле било когаш на било кој народ. И дојдовме тука да кажеме дека во иднина ние не сакаме повеќе да се откриваат скулптури во чест или во спомен на жртви на било кој Холокауст, на било кој геноцид, на било кој етничко чистење. Ние сакаме да градиме свет кој што ќе се базира на солидарност, на заедништво, на братство и на соработка. Наспроти сето она што капиталистите постојано ни го утураат во глава дека треба да се бориме едни против други, да се наоѓаме во постојан надпревар едни со други и во постојана конкуренција. Зошто? Затоа што од таквата состојба бенефит има само една мала група на капиталисти, една мала група на луѓе, додека сите ние, работничката класа, работниците, ние се бориме едни против други и само назадуваме. Ваквата состојба, империализмот кој што е инхерентен на капитализмот како општествено уредување, доведуваат во ситуација вакви злосторства се уште да бидат возможни. Значи се уште да биде возможно да сведочиме дека некаде во светот се случува геноцид. Ние на тоа мора да му застанеме на пат. И ние не сме сами, другари и другарки. Значи ние сме дел од едно светско движење, од едно светско протестно движење кое што се спротивставува на сите злодела кои што се случуваат моментално во Газа. Значи еве само како пример ќе наведам. На 135-тиот ден од непрестаното бомбардирање на Газа од страна на израелскиот режим, работниците во транспортната индустрија во Индија се дадоа на штрајк. Тие одбија да ги товарат бомбите и ракетите во бродовите кои што ќе одат за Израел, со кои што треба да бидат убивани луѓето во Газа. Слично нешто се случува и во Италија, слично нешто се случува и во Велика Британија. Значи таму прогресивните сили, работниците, студентите се организираат и ги блокираат фабриките за оружје, ги блокираат
камионите кои што дотураат оружје и кои што го носат оружјето во Израел. Низ цел свет се случуваат протести, се случуваат блокади на универзитети и тука либералната демократија која што е политички и параван на капитализмот само си го покажа вистинското лице. Нема слобода на говор, нема слобода на протест, нема слобода на здружување во момент кога го кренавме гласот за нешто за што тие не сакаат дури ни да преговараат, дури ни да слушнат. Има уште една символика зашто сме баш тука еден ден после 29 ноември. Значи 29 ноември беше ден на републиката во поранешна Југославија. Да се потсетиме какво општество бевме тогаш и какви вредности тогаш споделувавме. Значи Југославија ја признаваше Палестина. Се случува студентски размени, доаѓаа студенти од Палестина да се образуваат, да се школуваат. Тука се раѓаа разни љубови, луѓе склопуваат брак, се мешаше населението. Многу луѓе од Газа денеска живеат во Македонија затоа што тука се образувале и формирале семејства. Многу луѓе од Македонија баш што преку тие врски имаат отидено во Газа да живеат таму и сега моментално не може да спасат жива глава да избегаат од Палестина. Значи ние мора да се потсетиме колку прогресивно општество бевме. На чија страна сме стоеле, а ние секогаш сме на страната на обесправените. Зошто? Затоа што и ние самите сме обесправени и опресирани, затоа што и ние сме работничка класа. Ова што сега моментално се случува, значи сите протести, сите блокади, сета борба во светот за поддршка во солидарност со народот на Палестина е само еден пример за тоа какво општество ќе гради работничката класа. Тоа е општество на солидарност, затоа што ако денеска дојдоа по палестинците, ако денеска во Палестина се случува геноцид, кој може да ни гарантира дека такво нешто нема да се случи било каде во светот? Затоа, ние мора јасно и гласно да кажеме, дали е можен мир на Блискиот Исток, дали е можен мир помеѓу израелците, односно помеѓу евреите и арапите? Да, можен е. Можно е евреите и арапите да живеат во една држава, која што ќе биде вовед во социјалистичка федерација на Блискиот Исток. Слично нешто е решение и за нас. Слично нешто е решение и за сите народи во цел свет. Затоа што ние гледаме дека овој концепт на бескраен надпревар едни со други не води само во пропаст и им овозможува на елитите, ако тоа им одговара за нивните ситни интереси, дури и да не убиваат. Ние во таков свет нема да живееме и затоа настојуваме да градиме свет на солидарност и рамо до рамо стоиме со сите прогресивни сили кои што во светот протестираат, блокираат и се борат против оваа неправда што моментално се случува на Блискиот Исток. Затоа од тука сакам да порачам дека ние нема да застанеме, ние ќе продолжиме, ова е само еден чекор во нашата борба за солидарност со народот во Палестина. Нека ова биде само еден продолжеток на борбата, ќе победиме, само останете сплотени. Интифада до победа! Free, free Palestine! 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 Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Palestine! Anticapitalizam! Anticapitalizam! Денес се собравме тука и како дел од глобалното движење за солидарност со народите на Палестина и Либан испраќаме една моќна порака. Сите ние сме меѓусебно поврзани. Палестинската борба е нераскинливо поврзана од глобалната борба против капитализмот. Истите сили на економска експлоатација, угнетувања, империализам, нееднаквост, кои ги уништуваат овие народи, ја одземаат и нашата слобода и слободата на многу сиромашни заедници ширум светот. Да се застане во солидарност со палестинската борба, значи директно да му се пркоси на капитализмот, кој што се храни од овој геноцид. Затоа, секој еден човек на кому човечкото достоинство му е поважно пред профитот, на секому кому му е доста од империалните контроли, треба не само да застане со овие народи во солидарност,
туку треба барем и да се запраша што прави во овие моменти од историјата. САД и западниот империализам, кои го поддржуваат геноцидот и нас не држат во покорност, даваат многу големи суми на пари согласно нивните фамозни НАТО стандарди, додека ние се гушиме од загаден воздух, здравството се распаѓа, образованието се распаѓа, се гушиме во банкарски долгови. Ете затоа ова е и наша борба. Затоа, од оваа перспектива тука, на народите, на Палестина, на Либан, им порачуваме дека не се сами. Ова е заедничка борба. Народите од Газа до Бејрут трпат огромни насилства. На нивните деца им е ускратена иднината. Доста е! Доста молчиме! Мора, не смееме повеќе да замижуваме. Центрите на моќ, властодржците, очигледно не сакаат да не чујат. Епа ќе ги натераме да не чујат. Да се подсетиме на моќта на мобилизацијата. Студентите, над 80.000 студенти во Канада, излегоа на масовен штрајк. Ги натераа империалистите да ги слушнат со тоа што им ги затворија институциите. Предходно, со месеци таму активистите беа обесхрабрувани со истите реторики како кај нас. На студентите не име гајле, што има студентите да се борат за Палестина, студентите се летаргични. Ама тие излегоа масовно на штрајк и со тоа го докажаа токму спротивното. Ова нека ни биде пример на сите нас. Кога се мобилизираме, кога се здружуваме, ние имаме моќ да влијаеме врз текот на историјата. Студентите во Канада го докажуваат токму тоа во моментов. Балканот исто така се мобилизира. Се здружуваме, градиме нови врски. Другарите во Грција покажаа одлични примери. Пристанишните работници здружно го спречија дотурот на оружје во Израел. Другари, глобалната солидарност во овие моменти е неопходност. Солидарноста е израз на хуманост и човечка емпатија. Прво, да го кренеме гласот. Солидарноста започнува со чинот на зборување. Без разлика дали сме на улица и протестираме или на социјалните мрежи, ние мора да ги откриваме неправдите со кои се соочуваат овие народи. Понатаму, ние можеме да искористиме економската моќ како алатка. Глобалното движење за бойкот се покажа како моќен начин за вршење на притисоци врз владите и корпорациите кои го поддржуваат овој геноцид. Ако ние одбиеме да ги поддржиме нивните бизниси кои профитираат од овој геноцид, ние испраќаме јасна порака. Нема да бидеме соучесници во оваа неправда. Иако овој систем се труди да не разубеди во спротивното, верувајте, нашите гласови имаат тежина, нашите постапки имаат моќ. Кога се здружуваме, кога се мобилизираме, ние сме незапирливи. Санкции за Израел! Санкции за Израел! Санкции за Израел! Доста молчи владата! Затоа, заедно да продолжиме, да се бориме, да бараме, да притискаме за правда, за слобода, на Либан, на Палестина, на сите нас. Првиот протест за поддршка на палестинскиот народ го организиравме во 2021 година како след и поврзување на протестите кои се случуваа во сите поранешни југословенски републики. Од тогаш до денес, односно во овие 3 години, организиравме вкупно 4 протести. Ова многу зборува за овој летаргичен народ, но во последната година имаме поголемо будење, солидаризирање и сваќање на состојбата, како кај нас, така и во светот. Но сепак,
и понатаму решенијата се барат во овој капиталистички систем. Но ние сме свесни и убедени дека капитализмот не може да донесе решенија, бидејќи капитализмот ги создава проблемите. И ова што денес го живееме е пројавувањето на капитализмот во неговата најголема фаза, односно империализмот. Ние не треба да имаме илузии и да веруваме дека убијците на децата ќе ги загризе совеста и дека ќе престанат да убиваат за геополитички и геостратешки, капиталистички и империалистички цели. Ние не треба да им веруваме на буржујските влади ширум светот, кои што од една страна користат остра реторика против Израел, а од друга страна дозволуваат секаков вид на сообраќај да поминува низ нивните држави, што прави дотур до Израел, дотур на оружје. Од друга страна, не треба да не радуваат ниту пресудите, одлуките, потерниците, кои што ги издават тие меѓународни кривични организации и судови, затоа што ние знаеме во чии раце се тие институции и каква е правдата која што произлегува од тие институции. Ова што се случува на Блискиот Исток веќе 25 години е ширење на така наречена демократија преку бомби и државни удари. Америка и НАТО сојузниците исто толку години прават злосторства против човештвото во Сирија, Авганистан, Либија, Јемен, а денес и во Либан. Најголема одговорност на империалистите е да го заштитат Израел, затоа што Израел е нивна воена база на Блискиот Исток, додека народите на Блискиот Исток се лишени од сите човекови права. Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Запретеа војната! Македонија од 2020 година е членка на империалистичкиот НАТО блок. Вазалството на Македонија се исплати со тоа што веќе од редовите на македонските социјалдемократи е избран новиот заменик генерален секретар на НАТО. Можеме да заклучиме дека НАТО во Македонија ги помири демохристијаните и социјалдемократите. Но ние не се помируваме со геноцидот, не се помируваме со тоа што гинат невини луѓе поради геополитички и геостратешки игри на империалистите. Ние протестиравме против членството на Македонија во НАТО, протестираме и денес против овој воен сојуз кој што поттикнува, поддржува и активно прави злосторства против човештвото низ светските земји. Затоа, нас должност ни е да протестираме и да ги воочиме овие работи и како антифашисти и како комунисти. Ние побаравме на претходниот протест излез на Македонија од НАТО, повторно денес бараме. Надвор од НАТО, долу империализмот, долу капитализмот, слобода за светските народи. Што значи изгубен детски живот за војните профитери? Ништо. Што значи една детска солза за тие кои продаваат оружје, создаваат конфликти и остваруваат профит? Ништо. Што значи 16.000 деца изгубени детски животи само за една година за тие кои намерно создаваат конфликти и вршат геноцид? Ништо. Војно-индустријскиот комплекс работи само кога има конфликти, за да може да продава оружје и да може да се збогатуваат на несреќата изгубените детски животи. Такви конфликти што повеќе постојат, толку повеќе војно-индустријскиот комплекс расте. Тоа значи државите се задолжуваат, вложуваат во оружје наместо во образование, во здравство, во здрава животна средина и чист воздух. И додека народите меѓу себе војуваат, војните профитери си ги тријат рацете и остваруваат профит. Треба да се разоружи умот на војните профитери. Се додека не се разоружи умот на војните профитери, ќе има војни во светот. Се додека има војни во светот, ќе има загинати детски животи и ќе има профит. Како што загадувањето е профит за тие кои не загадуваат индустријските комплекси, така и војно-индустријскиот комплекс остваруваат профит врз основа на конфликтите кои намерно ги поттикнуваат и каде што
за детскиот живот е само бројка, статистика. Немаат емпатија, немаат солидарност, не разбираат хуманост. Тие само разговараат меѓу себе со пари, со долари, со евра и се што значи за нив профит. Така го софистицираат оружјето, така вложуваат повторно во оружје и така ги задолжуваат државите да се наоружуваат. Благодарам. Drugari, ne nuk mund të jemi antipatik kundër vuajtjeve të popullit palestines dhe të gjithë popujve tjerë që tani në përbot janë viktima të imperializmit, të kolonializmit dhe të kapitalizmit në përgjithësi. Qoftë Libani, Siria, Rojava, Kashmiri, kush të jetë, aq shpejt i haruam vuajtjet tona si popull të këtij shteti. E dim shumë mirë se të gjithë kemi hequr nga okupatorët e ndryshëm, nga imperialistët, nga pashat, beglerët e vendit dhe të gjithë politikanët e sotëm, oligarkët të cilët i bëjnë pasuritë e tyre me anë të shtypjes dhe varfërimit ton. A nuk e haruam rrotën e historisë, vetëm se tani jemi në pozitë pak më të lakmueshme. Kjo nuk do të thotë se nesër nuk do të jemi ne ata që do kërkojmë ndihmë, që do dalim në rrjetet sociale duke kërkuar vetëm pak klikime, duke kërkuar vetëm pak përdorime. Vetëm që do mund t'i shpëtojmë familjet tona. Nëse ata sot, ne nesër. Ne luftojmë që as ata sot dhe as ne nesër të mos vuajmë nga gjenocidi dhe nga vrasjet dhe nga të gjitha këto padrejtësit, të cilat bëhen vetëm e vetëm për fitimet të tokave, për fitimet të pasurive dhe për interesat e të tjerëve. Vdekje fashizmit, liri popullit. Liri popullit! Liri Palestinës. Овде сме да побараме од власта да прекине да молчи, да прекине да игнорира геноцид. Овде сме да побараме од власта да прекине со вазалскиот послушнички однос кон империјалниот господар, да се лигави со молчењето и напротив да земе да се вклучи во меѓународните напори да се постигне крај на насилството во Палестина. Бараме од оваа вазалска власт да се приклучи кон мнозинството држави во светот што ја признаваат Палестина. Во моментот повеќе од 140 земји во светот, мнозинството од светот ја признава Палестина. Македонија е само една од 50-те во малцинство што не ја признава Палестина. Бараме во Обединетите нации да не ги подкопува напорите за постигнување мир на Блискиот Исток, за крај на геноцидот во Газа. Нашата власт континуирано гласа против или воздржано во Генералното собрание. Нема храброст да застане на вистинската страна на историјата. Бараме да се приклучи кон меѓународните напори за прекин на дотур на оружје со кој израелската воена машина се е смрт. Бараме јасно да даде до знаење дека го почитува меѓународниот кривичен суд и дека ќе ги уапси воените злосторници Нетањаху и Галант ако станат достапни на македонските сили на прогонот. Исто така бараме да се приклучи кон јужноафриканската тужба против државата Израел за геноцид. Македонија е потписник на Конвенцијата против геноцид. Како таква, та има обврска да спречи геноцид да се случува од страна некој друг. Тоа Јужна Африка ја имаше храброста да го преземе. Нашите молчат, срамно молчат и не ги почитуваат своите обврски според меѓународното право. На оваа тужба се имат приклучено 33 држави и меѓународни организации.
од меѓународните организации. Не само има владини и невладини. Има и израелски и еврејски организации кои кажуваат дека треба да се спречи геноцидот што го врши државата Израел. Приклучена е една Словенија. Зошто Словенија може да ја признава државата Палестина, а ние не можеме? Зошто Словенија може да се приклучи кон јужноафриканската тужба, а нашата влада молчи? Молчи и не срами сите нас пред цел свет. Овој протест не го држиме само заради солидарност со луѓето во Палестина и во Либан. Не го држиме само против вазалската политика на нашите власти. Овој протест го држиме и за нас самите. Бидејќи нашето општество станува себично и дехуманизирано. На многумина не име гајле, индиферентни се, што моментално, во овај момент, се вршат убиства на невини луѓе. Како може да не име гајле, кога ќе го слушнат плачот на детето чиј родител е убиен, плачот на родителот што го држи во рацете мртвото тело на своето дете? Како можат да не име гајле кога срамнуваат со земја болници, кога вршат намерно изгладнување на стотици илјади луѓе? Затоа протестираме, за да повикаме на совеста и на свеста и на честа на нашите сограѓани и да кажеме дека и од тоа е доста. Доста пикање на главата во песокта како Ној. Треба главата горе и кажување не за геноцид, не за секое дехуманирано однесување. Што можеме да направиме? Да протестираме. Ќе протестираме се додека се врши геноцид од страна на фашистички режим. Ќе протестираме се додека нашата власт е вазалски послушничка кон империјалниот господар и сака нему да му угоди. Исто така, нема да престанеме да зборуваме. Нема да престанеме да зборуваме се додека се вршат насилства. Трето, ќе се вклучиме на бојкотот на оние капиталистички фирми кои од крвта цедат профит. И сега ќе ја прочитам таа листа на срамот. Овие фирми остваруваат профит на сметка на човечки животи. Хјумит Пакард, Кока-кола, Домино пица и Бургер Кинг, Букинг и Airbnb, Амазон и Google, Siemens, Volvo и Hyundai, Caterpillar, Intel. Она што го прават во цел свет наши соборци е да ги бојкотираат овие фирми од оваа листа на срамот. Она што можеме да го направиме е и ние да ги бојкотираме. Сакаат да остваруваат профит на сметка на човечка крв. Ние нема да им ги купуваме производите. Ако сте новинар, ако сте наставник, ако сте здравствен работник, она што можете да направите е да им пишете на вашите организации, синдикати, што прават додека се убиваат нивни колеги, новинари, доктори,
Деца, ученици, наставници, пишете им јавно да го кажат својот глас. Ако сте родител, пишете им на сите организации за човекови права. А се борат за човекови права, таму деца убиваат. Кое поголемо злосторство, кршење на човекови права има од то? И зошто тие молчат? И што значи во овај момент да се молчи? Да се игнорира што се случува на други луѓе на друго место во светот? Кога некој врши геноцид, ние не смееме да молчиме и ние нема да молчиме. Доста беше молк! Доста беше молк! И порачуваме на власта дека не смее да продолжи, дека морално неисправно е да продолжи со својот молк. И порачуваме на власта дека повторно ќе додеме. Не дожд да врни, не снег нека има, вејувици да има, ќе дојдеме пак. Така е!